Па тој рефлектираше позитивно на нашите барања, кажа дека го осеќа и дека му тежи проблемот и ни ги зголеми надежите за неколку посто, за неколку проценти. Колку има репресирани, да речем, како политички затвореници или противници од оваа групација околу вас? Видите, ние имаме една прелиминарна шифра од 27.000 лица, него не само затворени, него прогонети. На разни начини, диференцирани, бркани од работа. Имаме ние околу 20 категории предвидено со нашиот предлог закон, кој што е доставен до собранието на разгледување и нарочито оние го разгледуваат и ни обеќа дека ќе дадат и свое мислење. Добро. Од мојата десна страна Филип Петровски, кој на една промоција, овој екс-пратеник на ВМРО ДПМН, дипломат, еден од младите бунтовници кој ја вознемируваше политичката јавност 1997 година, го соопшти својот псевдоним и начинот на кој го работеле тајните служби во прибирањето на информациите, во создавањето на една личност која би била проблематизирана или проблематична. Дали се препознавате по своите карактеристики во досието? Ни најмалку, господин Чомовски. Во досието се наведени тези кои што треба понатака да се одработат во јавноста, преку службата и соработниците на службата, за да ликот сосема се измени и да се прикаже како што службата сака да го прикаже за нивни потреби, односно да се дискредитира. Мислам, тука во досието има купишта на дезинформации, многу голема злоупотреба се гледа од само бегло читање на текстот. Така што не можам да се препознам. Ние, она што го правевме, кога го гледаме на излична перспектива, не можеме да го оцениме на друг начин, освен борба за своите идеали, за своите ставови, за своите мислења. Како бевте крстени досието? Марта. Марта. Јанко Бачев, екс-контраразузнавач, како ги крстевте досијата по синоними, прекари? Зошто Марта, например? Се земаа некои карактеристики, така сега што асоцираат на некои состојби и од тој аспект... Во март 1997 почнаа да го обработуваат после демонстрациите или може да биде слично? Како, например, дојде до Дувло, како ги крстевте? Како се крстеа? Обично е Дувло, темел, база, асоцира на седиштето тогаш, на ВМРО ДПМН. Добро. Има некоја асоциација со личноста, со настанот, така. Професор Виолета Ачковска, еден од авторите на, јас и тогаш реков, епохалните анализи и архивски истражувања на прогонетите. На крајот од онаа емисија пред година дена ми рековте, подготвувам нова, во која ќе бидат шокирани одредени личности јавни, заради тоа што сте ги пронашле по разни канали како, да речем условно, тоталитаристи, ајде да не ги крстам поинаку. Накрај некако доаѓа дека кодошењето кај нас испаѓа некој вид карактероманија, а не некоја грешка на функционирањето на системот, и тоа е страшното, мислам, но сепак еден систем кој дозволил толку да има кодошења, толку полициски досија, толку просто треба човек, сега ние историчарите, да се преиспитаме сите своји оценки кои биле многу благи кон тој систем, мислам. Бидејќи ние македонците 91 година не донесовме лустрацијата и бевме сентиментални за социјализмот, бидејќи ете македонците прв пат добиле своја држава, па чекајте, па немојте. Но ние сепак треба да разграничиме она што било наша национална придобивка од она што како систем полициски функционирал и како функционирал. Значи, многу ние современите историчари кои работиме современата историја, треба многу преоценки да дадеме за еден систем. Сега колку повеќе ги читам тие материјали, досија се мислам како функционира систем и се наоѓам самата себе си како историчар да се ги приспитам сите оценки, да бидат многу по-строги и по-ригорозни од оние кои досега ги носев и за кои секако си имав доста забелешки дека се многу строга, ригорозна и така натаму, ќе треба веројатно уште поригорозно. Сега за тие наши интелектуалци... Дали дека би можело да дојде до пречитување на одредени личности и настани од современата историја на Македонија после отварањето на... Современата историја, например, еве, творци. Оставиле дела, не може никогаш да се негира еден убав литературен труд, тој остана за Македонија, за нашите културни вредности, но друго е сега она што како човек
некој направил зло на својот колега и така натаму, за да остане на површина, да добие некоја награда, некоја функција и така натаму. И сега често доаѓам во ситуација да го разделам делото од човекот, бидејќи во историјата и многу големи историски личности како луѓе биле никакви, а оставиле историска трага. Сега тука малку поинаков пристап кон проучувањето на историјата методолошки ќе ни треба нам историчарите. Исо Руси, председател на Хелсиншки комитет, кога излезе соопштението со, условно кажем, одредена критичка дистанца на првите законски решенија или промисли околу илустрацијата, реакцијата во новинарските кругови во дел од политичката јавност проструја дека Хелсиншки комитет како да станува контра општата клима за прочистување и одеднаш се праша луѓето кој човекови права ќе ги следи Хелсиншкиот комитет или ќе ги штити. Потоа со прочистувањето на и подеталното прогледување на соопштението и забелешките, изгледа дека сепак за некакви отворени прашања можеби имате право. Дали останувате на тоа соопштение со оглед на фактот дека дебатата и во собранието покажа одредени дилеми? Па јас веднаш да кажам, ние направивме анализа која се бавеше со чисто правниот аспект на конкретниот предлог закон. Значи, она што господинот Андов го понуди како прва верзија на текстот на законот. Ние во таа експертска анализа најдовме некои фалинки и искочивме само со тој правен аспект. Мене ми е мило што во јавната расправа која течеше во првата фаза, вклучувајќи ја и она во парламентот, дека многу работи на кои ние посочивме, беа акцептирани во таа расправа и беа сугерирани до предлагачот да се променат и да се внесат во конечниот текст што го очекуваме нели во април. Исо, сакам да те прашам нешто јавно. Ти си еден од ретките, да речем условно, кој има критичка дистанца кон законските решенија, кој прифати учествува дебата. Одредени јавни личности, интелектуалци, колумнисти кои ги поканив, нема храброст да дојдат и да ги соопштат крајно резервираните становишта дали воопшто ова отварање на досијата треба да се случи во Македонија. Дали и тоа значи дека во Македонија има своја политичка па и интелектуална хипокризија? Едно зборуваше друго, кога ќе се обидеш да отвориш дебата, си викаш чекај, па ајде оставиме Не, тоа. проблемот е малку поширок. Јас мислам дека во оваа врева што се дигна на почетокот околу законот, на крајот нешто друго се искристализира, мислам. Во оваа врева што се дигна на почетокот околу законот се измешаа многу работи. Клучно е по мене дека ние како општество од почетокот на независноста до денес имаме една бесконечна транзиција. Многу работи не ги премостивме. Не го направивме тој нормален пат од едно затворено, идеологизирано општество кон отворено општество. Многу неправди сторени до 90-та, 91-та, да речеме, останаа и во овој период, во овие 5-16 години потоа. Многу очекувања се врзуваат со еден конкретен закон што на крајот на краиштата може најпозитивно да се оцени како почеток на еден процес на прочистување на општеството. Јаданка Костова, Фокус, те препознаваат по серијалот пишување дека си речиси коавтор на законските решенија за илустрација. Но не те прашувам, прашањето ми е врзано исто како и со Руси. Кај се интелектуалците кои беа контра? Зошто сега се во сенка, па не сака да се соочат со аргументите проет контра илустрација? Во Македонија прво, јас се надевам дека благодарение меѓу другото и на овој закон, на крајот ќе расчистиме кои се вистинските интелектуалци. Ние сега имаме квази елита, квази вредности, според мене, квази експерти, според они, истражувајќи ја темата и разговарајќи со многу луѓе кои работели на тие досија, ми тврдеа дека кога ќе се отворат имињата на соработниците, дека ќе бидеме вака изненадени пријатно под наводници, кои угледни фигури во Македонија, нели се дел од таа мрежа. Значи тие пишувале извештаи, односно ги кодошеле своите колеги на работа само на база на политичко убедување и политички став. И за тоа добивале или материјална корист, или напредувале во кариерата. Значи, моето убедување од она што до сега го знам на оваа тема е дека нашата јавна сфера е узурпирана од такви ликови.
И затоа се залагам, не само јас и редакцијата Фокус, дека конечно треба да ја отвориме и оваа страница. Бачев? Затоа што ние формално влеговме во некаков демократски систем, но таа мрежа и во комунизмот тајната полиција беше партиска полиција. Продолжи жилаво да функционира. Господин Бачев, кога на еден пријател му рекол дека ќе ја покана во емисија со оглед на острите колумни, јасните детекции на политичкиот врв во Македонија дека би можеле да се најдат во ова прочистување, ми рекоа па тоа е замрзнат полицаец кој има политиката, која има позицијата од полициски ъгол на посматрање сега да ги дискредитира луѓето. Дали е тоа точно? Вака се едно дополнение да стане појасно. Јас во моментот сум граѓанско лице, претседател на партијата Народно движење за Македонија, кој што во моментот е член на Сдружената коалиција за подобра Македонија. Инаку, да се навратам овие околу законот, сега бидејќи разговараме вечера за илустрација, јас слушајќи ги уводничарите студенти, слушајќи сега Јадранка, а и општата клима што се створи во јавноста, се створи една еуфорија дека со овој поим, со овој процес на илустрација, ќе се отворат тие соработнички досијаи и луѓето најпосле ќе ги видат тие кодоши таа подземна мрежа. Но сега тргнувајќи од законот што е понуден во првата фаза, јас се ве жалам што ќе изразам едно разочарување. Ако тој закон остане така, нема да се открие ништо. Бидејќи тој така направен на проформа без никаква суштина. И сега колку дозволува времето, накратко еве на почеток да скицирам само неколку работи од тој предлог на закон за дополнителен услов за вршење на функција или попознат како закон за илустрација. Таму на почетокот ќе видите има една инспиративна одредба која вели законот ќе важи од 44-та година до денот на влегувањето во сила. И потоа има една формулација која што сушно дерогира оваа почетна формулација која вели предмет на илустрација ќе бидат носителите на јавни функции и кандидатите за носители на јавни функции. И сега ако се знае дека од 44-та година најголем дел од луѓето се починати или се веќе пензионери, еден дел од таа кодошка мрежа ќе остане нечепната. Тие луѓе веќе никој пат нема да бидат носители со оглед на нивната возраст од 44-та, никој пат нема да бидат кандидати за носители на јавни функции. Втор момент од законот што е за мене крајно индикативно е изземена таа олигарскиска структура, што така во јавноста популарно ги викаат тајкуни. Тоа е за мене се сега може малку така повулгарно ќе се изразам, тоа се тие транзицијски гангстери кои што направија невидена економска диверзија врз сопствениот народ. Сите знаеме тие десетина луѓе фактички оплячкаа целата држава. А јас за тие луѓе тврдам дека тие од најраните години, почнувајќи ги своите работни кариери во социјализмот, сите беа доеден соработници на службата за државна безбедност и врз основа на таа соработка ги градеа своите кариери. Значи како градеа завидни работни кариери, така градеа и завидни кодошки кариери. После со плурализмот, со приватизацијата, сега гледаме стана и најбогати луѓе, знаеме на кој начин, исто се изземени од тој закон. Тоа значи дека полицијата ги контролираше и преку нив финансиските текови? Да, тоа е тврдам за таа олигарска структура што е кажуваат. Трет момент од законот, овој предлог закон се изземени универзитетските професори. Значи универзитетски професори кодоши и натаму ќе едуцираат нашата младина. Од законот се изземени новинарите. Значи новинари кодоши и натаму ќе го креираат јавното мислење. Од законот се изземени академици и писатели. Значи академици и писатели кодоши и натаму ќе ни креираат фалсификувана историја. Изземени се пензионерите кои што во претходниот систем биле на високи политички функции, а кои што биле соработници на службата. Значи тие пензионери кои беа креатори на илјадници гробови, на секати на семејства во комунизмот. Добро, застанете тука. Прашањето треба ли или повторно треба да се вратиме на старите решенија? Не, За сите. Повелете. Па, јас мислам дека многу касниме со овој закон и затоа останавме на опашката на демократските движења во Европа. Тоа и самите го признаваме. Законот е императив на времето. Било јас како представник на Сдружение на политички затвореници, ние сме на став дека подобро било каков закон него никаков закон. Ваков како што е понуден законот стварно не ги опфаќа, не ги фаќа оние што треба да ги опфати. Например, не се опфатени наредбодавците, него само оние што доставувале информации. А информации има илјадници луѓе кои што биле приморани да доставуваат, нарешто од аспект, јас зборувам за албанците претежно, бидејќи тој проблем го знам, им биле одземани пасоши, па биле приморани да даваат изјави дека ќе соработуваат,
и повторно им биле враќани пасошите. 6 или 8 години лежавте во затвор? Јас бев 13, 7 години лежав. 7 години. Да. Само еден момент. За нас е многу важен овој закон, нарошто со надополнување, ние ги имаме нашите приметби за оние што ги кршеле и тогашните закони и тогашните меѓународни права. Јас можда бев единствениот политички затворник кој што имав правници во кругот на моето семејство и за моите антиуставни активности, да речеме, против системот тогаш и тие други категории, јас и знаев каква казна ми следува. И стварно јас за организирање, за противуставно, за уривање уставниот поредок, знаев дека е тоа максимална казна 15 години и јас бев спремен и нарешто реков, ако имам среќа да не ме фатат, добро, ако ме фатат, ќе поднесам све. Морам да ја прашам многу директно, Да. од сегашна позиција. Дали сте гневни што одлежавте 8 години затвор, Да. а луѓе кои се бореа за правата на албанците, и тоа Да. исто така етикетирани како актери кои го уриваа уставниот систем, Националисти, сепаратисти, националисти, да. сепаратисти, терористи, беа амнестирани. И мислите ли дека, човечки ја прашувам, дека вредеше пред 15 години, пред 20 години да си го пропастите животот, наспроти, например, оружјето и остварувањето на правата? Па видите, вредеше и ќе беше многу подобро за Македонија ако тие наши барања се реализираат во тоа време. Ќе бевме ние 25 години порано. Само ќе ми извините, морам да завршам мислата што ја започнав. Јас знаев дека ми следува затвор, истражен затвор, 6 месеци. Знаев процедурата каква е судската, знаев што ме чека во затвор и све така натака. Јас се сложував со тоа. Иако бев претерано многу осуден, но јас сум против тоа и ние како здружение сакаме да го потенцираме. Фактот дека ние сме против тие што ги кршеа и тогашните закони и тогашните меѓународни права. Например, на затвореник во истражен затвор во тоа време со тогашните закони му следуваше 9 метра квадратни простор, значи челија 3 на 3. Ние бевме во челија со 2,5 квадрати. Му следуваше светло, мораше да остане во темнина, му следуваше дневен печат, не му се даваше, му следуваше храна секојдневна од дома, храната ја прима стражарите, службениците од затворот, не ни ја дава, му следуваше облека. Дали ги знаете луѓето кои тогаш ве наблюдуваа, ве надгледуваа, ве исследуваа? Да, ги Дали знам. ви понудија, например, во келијата, подпише положани дека ќе биде соработни, дека ќе ги цинкариш своите, да речем, соидејци Да. за тоа да бидете ослободени? Видите, тоа често пати јас го потенцирам, на некои им нуделе, на некои не. Тие знаеле кој може да се скрши полесно, нема му нуделе. Добро, прашањето за сите, треба ли поригорозно, таксативно набројување и под кои услови и како? Не, треба, Чобовски, да не заборавиме, од камчето да не го заборавиме мозаикот. Законов, за кој сите ние сметаме или дека е почеток на еден процес. Треба навистина да биде почеток на еден процес. Очекувањата во јавноста се дека нема да се сопре. Пишано се да се регулира со закон. Постојат механизми во општеството на прочистување, на соочување со минатото, постојат професионални организации кои самите по себе можат да најдат механизми на, како да кажем, на само прочистување. Значи, фелата, кој господинот Бачев ги спомна. Не мора секој од нив да биде споменат или регулиран низ закон. Но потребата да се соочиме со минатото и да го прочистиме општеството од елементите на таквото минато што е денеска присутно, што се денеска присутни во нашиот живот, треба да се разбере кој еден процес. Значи овој закон Ама ние нема да биде ние сме 17 години во процес и постојано бараме процес. Па затоа говориме за бесконечна традиција, оваква транзиција. Ако почнеме, значи овој закон ќе исчисти дел од луѓето кои имаат таков бекграунд, нема да се јават повеќе за вршење јавни функции. Ќе останат, значи јавните функции ќе останат чисти од тоа. Косто? Али не е тоа се. На овој начин би создале половично законско решение, затоа што нашиот систем е дегенериран од 45 до 90 година, а како што се уверивме со отворањето на политичките досиеа, на политичките неистомисленици во 2000 година, нашиот систем е дегенериран и после 90 година.
не би се зачудил и до ден денес када тој систем е дегенериран. Значи, инволвираните лица ги опфаќаат сите пори на општеството. Добро беше кажано дека тие не се само дел од тајните служби, туку влегуваат во сите пори на државата. Значи, од новинари до професори, до личности кои што се занимаваат и со политика. Законот, ако се задржи само на една категорија која што се расправа со тајните служби, се доведуваме во опасност да оние што се против законот не обвинат дека сакаме да ги растураме тајните служби. Костова? Напротив, ние сакаме да ги прочистиме тајните служби и да ги демократизираме и мора да се воведе и во нив, но и во општеството ан женерал една демократска проверка, да се знае кој каков бил. Костова, извинете. Ја исто така, значи досега важев нели за поддржувач на законов за лустрација, но ова што го спомена и Бачев и Филип, значи доколку во најновиот предлог или вторава верзија од законот не влезат многу конкретно новинарите, професорите, судиите, бидејќи мене во првичната верзија ме убедува по точка 23 се опфатени, ама тоа е нешто општо и може и не може. Значи, ајде, беше прва фаза и малку повеќе енергија трошевме, треба или не треба. Значи, сега ја исчекувам оваа втора верзија на законот и доколку не биде опфатен овој сегмент и олигарсиви или тајкуниве, Бачев што спомна, ќе бидам жесток противник на она што ќе се понудили. Тој закон нема да ја одигра таа улога што јас лично ја очекувам. Инаку, дека таа мрежа функционирала и во плурализмот, односно, дека ние формално сме правеле демократски систем, а се уште сме биле во суштински во комунизмот, е податокот што и Јанко Бачев, а и други вработени во ДБК го изнесоа веќе во јавноста, а тоа е дека до 97 година во МВР функционирала спецкаса. Значи имате бизнисмени на кои ДБК им дава под рака фини сделки, нели, каде што не плаќаш царини давачки, па они даваат пари на МВР во спецкасата, а МВР плаќа новинари во... Дури нема потреба од спецкаса. Ние во двете блокади главното сито го изведуваше полицискиот систем. Да, Чумовски, но со тие пари се плаќани наши колеги, кои затоа пишувале или зборувале и напаѓале тоа што ќе им кажал центарот во ДБК. Значи, со ова сакам да ја потврдам тезата што ја кажав и на почетокот. Значи, ние, тој систем, таа мрежа, функционира и по 17 години од ѓоа демократскиот систем. Грешката еве што ја прави и Јадранка. Ние имаме конкретен закон кај што говориме за давање на изјава на оној што намерава да врши јавна функција. Точка. Па и со сега говориме за втората фаза до сега. Ќе ги исчистиме само тие со овој закон. Ја затоа говорам, треба да се чисти и затоа нас од Хелсинки потоа ни га предадоа оваква етикетата дека сме за тврда лустрација. Не, ние сме за целосно прочистување. Сега дозволи. Јас приметувам разлики кај вас во Хелсиншкиот. Ти си една мека струја, јас кај тебе забележувам дека го поддржуваш овој процес. Но други изјави на други членови беа децидно со крупни забелешки за процесот на лустрација кој беше споредуван со лов на вештерки. Према тоа, јас од тебе не сум чула такви квалификации, меѓутоа немој сега да генерализираш. Не. Има една, првата реченица во нашата анализа вели дека ние не сме против лустрација. Исо, вие имавте, ваши членови дури велеа дека лустрацијата ќе го прекршала правото на информирање, дека секој граѓанин имал право службата да информира што неговиот колега политички мисли, што е една стварно веќе до цинизам. Ја стојам позади она што е Ама затоа велам, кога говориме не говорам за тебе лично, но има разлики меѓу ставовите ваши. Има една работа која не е само историска, не е само за вас аналитичарите на историјата и на досијата. Кои досија ќе се отвараат? Кои досија се достапни на Комунистичката партија, на СКМ? Што станува со КОС и со ОЗНА, кои исто така веројатно биле дел на обсервацијата на господин Шпатин положани и така натаму. Дали при тоа може да се случи, и за Бачев прашањето е,
Дали при тоа може да се случи да ги прочистиме македонските досија достапни, а инволвирањето на косовските и озна линии кои имаат традиционални структури инфилтрирани, замрзнати во Македонија, да останат нечепнати. Па имаш објаснување и во околу донесувањето на законот дека тие веќе не постоја старите служби, така што сега се држиме за она што го имаме како служба, бидејќи озна, кос се непостојачки. Иако ние како историчари се уште ги бараме досијата од кос, не знаеме каде се, не знам дали колегата Бачев евентуално знае каде се досијата од кос, нели? Тука само треба да ги побара некој. Ама треба да ги побара. Дали се физички Па еве сега пак Видете, многу до 66-та година многу од тие материјали, досија, чувствителни, против поредок, судења, против рушењето, не знам, на комунизам, социјализмот, одеа некаде горе до симнувањето на Ранковиќ. ќе кажам, Добро, Бачев положани. ќе кажам само во овој контекст, пак да се вратам на почеток. Сите збориме за лустрација, да не теоретизираме многу. Ако вака остане законот, нема што да лустрираме. Да. Ќе се сведеме на ситни комшиски кодошиња меѓу луѓето. Тоа не е суштината на законот. Ние вечерва треба тука еден притисок да се направи. Еден притисок да се направи. Ситни, но ќе ги нема многу битни фаци. Сега вака, значи вака сукцесивно ќе наведувам по неколку овие недоследности, значи да продолжам во тој стил. Изостануваат со законот претседатели на политички партии. Во Македонија има околу 88 политички партии, а носители на јавни функции се само 5-6 од тие поголемите. Претседателите на поголемите политички партии. Добар дел од тие партии се формирани по нарачка на службата за државна безбедност и нивните претседатели никој пат не биле носители на јавни функции, и со законот фактички се анулираат. Нема да биде уфатено нивното соработничко минато. И сега видите ова диверзија што ја прави Уставниот суд. Значи тие инсталации проработија околу ова новиот закон за политички партии. Тоа е дури крајно неморално. Еве ние како партија се осеќаме навредени. Не пушти 45 дена да ги собереме потписите и последниот ден, замислете сега, наоѓа основи дека законот е неуставен. Значи тие инсталации проработија со цел јасно е дека на следните избори постојање на повеќе партии им одговара на опозицијата во старт. Тој Народен фронт кој ќе го прави дека сите се со неа, јасно е што е суштината на тоа укинување се на закон за политички партии. Тука направив на мала дигресија така да биде појасно околу ова најнова одлука, што бидејќи имавме прекрасна можност со тој закон сега да се исчистат тие 5-60 партии што фактички не постојат, го матат политичкиот терен. Не, јас сакам едно друго да прашам. И сега околу досијата што ја кажа. Досијата. Пазите, може да биде косиозна замрзнати и да ги нема. Меѓутоа, ако ти имаш семејен бекграунд, ако во суштина некои јавни личности на македонската политичка сцена за кои јавно или тајно, или озборуваме или интригираме, се дел од некакви коси инсталации и ние ги заштитиме, што сме добили? Еве сега ќе се доврзам на тоа. Која хипокризија? Само да го кажеме што овој недостаток се доврзам нова. Со законот се иземени соработници на странски служби. Да. Не стои во тој закон. Значи фактички со тој закон се е иземено. Направи веќе неколку категории, сега се доврзам нова. Во законот има една формулација стои органи на државна безбедност се сметаат управата за безбедност и контраразузнавање, агенцијата за разузнавање и секторот за контраразузнавачка заштита при Министерството за одбрана. Тоа за во овој контекст да кажам дека сега свесни сме на тој процес на сукцесија што оди меѓу поранешните држави од поранешна југословенска заедница и тој процес на сукцесија во меѓународното право се развива во два правци, општи и посебен. За тие посебни правила постојат две Виенски конвенции од 78 и 82 за сукцесија на држави во областа на договорите и сукцесија на држави во областа на државниот имот, долговите и архивите. Сега што е битно за нас архивите. Значи треба да се направи тој процес на поделба на архивите, а за нас е битна таа архива на таа удба или кос, како да ја кажеме, од тоа време. И сега во тој закон треба да стои, значи, една општа одредба да стои соработници на тајни полиции. И со тоа ја опфаќаме и кос, и фактички тука е суштината, тука е целата македонска трагедија со кос. Во тие архиви ќе се види дека сите тие клучни општествено политички работници кои што биле на врска во тоа време, таа кои што ја генерирале таа македонска трагедија, бидејќи без кос, јас се сложувам, тој проект на илустрација ќе биде несериозен. Добро, положани Петровски. Сега не знам, јас има големи тенденции да се негира ова иницијатива. Со тоа ние како да ја негираме иницијативата на сите јужноевропски земји кои што веќе трет степен на лустрација вршат. Оние што ја негират, некои почнуваат од таа на уставна категорија презумпција на невиност, други, ето и Хелсиншкиот комитет кој што е критикуван на некој начин дека има многу мек став и они викат дека
со овој закон нема да се подобрат правата и слободите на човекот. Јас мислам дека ова е првата фаза на законот, втората фаза на законот ќе опфати уште други категории. Пред малку слушнав дека со овој закон не се опфатени суди и некои други. Тука се опфатени сите јавни личности кои што се бират. Почнува од членови на советот, градскиот совет, па све нагоре, значи и судиите се бират, се избират од тие 25-6 на категории. Значи судите се. Има некои категории кои што треба да се вметат. Ние имаме како здружение еден предлог на дополнување на законот кој што ќе го дадеме сега во втората фаза. Секако тие досија постојат, и од ОЗНА постојат, и од УДБА постојат, затоа што активностите кои што се развива овде, да речеме, после трансформирањето на ОЗНА во УДБА, тука има еден континуитет, бидејќи методите се исти. Прво се ствара психоза, после невроза, после хистерија, држте го непријателот. Значи, ние сме имале такви лични случаеви и ние сме баш против режисерите на тие сценарија. Јас на почетокот, не ме оставивте да ја завршам мислата, немав ништо против она што се случуваше, поради што јас веќе, ето да речеме, го прекршив законот. Но со законот и тогашните закони беше забранета тортура, например. Тортура се практикуваше, беше забрането 8 месеци во истражен затвор. Беше дозволено 6. Беше забрането да не го сретнеш истражниот судија третиот ден од затварањето и така натака. Бевме држани по цел месец во полициските чели и така натака. Значи, ако не се чепне ова тема, никој пат нема да се реши. Петровски, пред да ви дам збор, мислам дека имаме гледаш да им дадеме малце шанса, се извинувам. Добро вечер. Ало, добро вечер. Слаба конекција со режија. Ало? Да, повелете. Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер. Овде анонимен граѓанин. Мислам гледач на вашата емисија. Као прво сакам да еден голем поздрав до вашите гости и до вас, господине Чомовски. И би поставил едно прашање во врска со овој со закон за лустрација. Дали конечно со овој закон веќе еднаш ќе се признае на јавноста дека стравото од следење не е психичка болест, туку тоа е реалност. Јас веќе 17 години барам по институциите и дали сум во програма? Да, во програма сте. И имам дадено оглас во повеќе вестници, мислам утрински, дневник и повеќе вестници, и откако осетија, мислам, лажно ми се јавуваа некои од, како да ги наречам информатори, и откако осетија за што се работи, огласите ми ги укина. А само барав некои како мене истомисленици за на некој начин некој вид поддршка. Добро, ви благодарам. Мислам дека сме блиску до тој македонски синдром на параноја, дека секој го следи, или дури се доведовме во ситуација на релативизирање. Кафеанските муабити да не станат составен дел на полнењето на полициските досија. Петровски? Ако се сеќавате, господинот Црвенковски 2001 извади еден поголем куп на прислушувани разговори и рече дека тоа е само 10% од тоа што тој го има. Сега, ако зборуваме за параноја, искрено да ви кажам, бидејќи имам во рака досие и во рака имам разговори кои што се прислушувани од моето семејство, доколку не расчистиме со законско решение кое што ќе не ослободи од сомнеш, и ден денеска се прашуваме што се случува, дали некој ни диши на врат или не слуша на телефон. Значи, она што мислам е дека ако законското решение не биде реално, значи не ја послуша јавната дебата, не се расшири, не ги опфати сите тајни служби и не ги стави под демократска контрола, ние влегуваме полека во една фаза на параноичност, бидејќи секој може да каже внимавај, телефонот ти го слушаат. Тоа го кажа денешниот председател на држава и рече дека поседува безброј материјали. Понатака господинот Петковски пред само кратко време рече дека и партиите поседуваат такви
такви прислушни апарати, таква техника што би требало да поседуваат само некои ексклузивно само некои тајни служби. Значи, контролата е сосема изместена и не можеме да очекуваме дека со една тесна група на луѓе кои што ќе ги наброиме како дел од тајни служби, дека ќе постигнеме ефект. Јас се сеќавам на една телевизиско соочување меѓу председателските кандидати Трајковски и Петковски, кога во жарот на дебатата екс-председателот Трајковски му спомна на господинот Петковски глумец, контакти во Битола, кос варијанти. И тоа остана немо. Никој не се зафати ни во новинарството, ни во политичката јавност да го доистражи тој синдром, а сепак се работи за сериозни носители на политички функции, каде што едноставно сакаме тоа под тепих да го ставим. Сеќавате и на аферата бугарските летоци, кои што беа подметнувани на ВМРО ДПМН, кои што повторно се поврзува со истата личност, со вие сега ја спомнавте. Добро, Јаданка сакав да реагирате? Да се надополнам на Филип. Не се само го спомена прислушувањето 2001. Ние имавме многу скоро, пред неколку месеци, екс-премиерот и веќе и екс-лидерот на СДСМ Владо Бучковски, кој изнесе јавно обвинувања дека на нивниот партиски конгрес се користени луѓе од тајната полиција, од ДБК, значи изговориме веќе за 2006-2007 година, со методи на уцена на делегати на конгресот е направен изборот, односно е поминат изборот. Неколкумина од Социјалдемократскиот сојуз веќе излегоа во јавност екс-председател на градската организација веќе. Исто кажа дека постојат и таму тајни мрежи кои ги диригираат работите во СДСМ. Но токму тука е тој вирус на системот наш, затоа што како што и самиот рече, чудно никој не го доистражи. Па ние имаме како на филмска лента скандали пар екселанс, кои во една нормална европска демократска држава би довеле до земјотрес. Кај нас ке кажат и тоа поминува, нема јавната сфера, ниту медиумите, ниту невладините, да не се лути со исклучок, јас за Хелсиншки имам секојаш позитивен однос кон нивната активност, ниту тоа, така наречените експерти или интелектуалци, имаат молк. Но, кога е во прашање опозицијата, например, тука веќе се сите побучни. Затоа ние имаме во првите 10 години од овој така наречен плурализам, да се ДБК да ја следи, да има досие за главната опозициона партија. Значи, еден студент, јас не се согласував со нивните протести, но не можам да сватам дека ќе се води досие на Филип Петровски, во кој ќе стои дека и ќе му се подметне дрога за да се дискредитира. Значи, цело време го потенцирам ова. Таа мрежа функционира до денешен ден. Значи, токму затоа е потребно едно темелно прочиствување. Ачковска, Петровски, се извинувам. А второ само... Како доказ, Јадранка, извини, молим те, како доказ дека таа мрежа функционира, што се случи со последниот референдум? Да. Луѓето беа преплашени, јавување по телефони, претењи и така натаму. Никој јавно не смееше да прозбори на она што се случувале за референдумот. Како луѓето беа заплашени да не за референдум? Кој го правеше тоа? Значи, истата мрежа фино, убаво, организирано функционира до крај. Па еве тие 10 на 100 стенограми што рече Црвенковски има. Знаете ли вие до какви се детали ќе дојдете преку тие телефонски разговори? До детали за интимниот живот, можда за бизнис валкан или не знам што. Тој што ги поседува тие информации, тој може да ги оценува тие луѓе. Значи ние имаме во јавната сфера или во политиката на функции луѓе кои се лесни за теледиригирање, јас би рекла. Добро, ама морам да ви кажам дека има помалку еден абсурд. Дека и во овој момент полицијата повторно како да е инфилтрирана политичката јавна сцена. Морам да ви кажам, господин Бачев, екс-полициски функционер, председател на партија. Павле Трајанов, председател на партија. Генералниот секретар на СДСМ сега е екс-полициски функционер. Едно време во ВМРО ДПМН еден од кооснивачите му најдоа досие КОС. Тоа значи дека ние кога ќе прочистиме? Само полициските досија или ќе се прочистуваме самите себе си? Чововски, проблемот е во друго.
полицијата што раководи, тоа е светски тренд. Еве семејството Буш е од ЦИА, Путин ви е од КГБ. За Израел па не зборуваме. Таму ако не сте биле член на државната безбедност, не може да бидете председател. И па тоа значи дека сите Значи, треба оваа да држава бидеме, треба да ја земат. сите што сакаме да бидеме видни пратеници треба да бидеме агенти. Ги видовме Зборуваме за професионалците, не ги во мешаме. 15 години ги видовме цивилните лица. Ја тврдам дека во оваа држава кога луѓе од полицијата ќе ја земат работа во своји раце, оваа држава ќе биде состенишани. Тоа малце ми делува на турскиот рецепт тоа е светски тренд. на хунта, ама немојте така. Светски тренд. Прашање е дали е тоа светски тренд. Па Буш е од фамилија од ЦИА. Татко му бил директор на Не, ЦИА. мислам тука да не ги мешаме Путин ви од работите. КГБ. Израел, еве ви кажав, Израел као земја слична и по безбедносни проблеми, таму од 47 година кога е создадена државата Израел, нема шанси да станете председател ако не сте биле во државната Супер, тогаш нема безбедност. потреба да правиме политички плурализам. Зечевич и Мијалков може да ја вола државата и ќе имаме демократски амбиент. Зечевич и Мијалков не биле професионалци. Не се станува збор за професионалците во Говориме за службите. злоупотреби. Говориме за Во секоја професионалци. држава денеска си функционира тие служби онака како што треба да функционира. Се работи за наши колеги и луѓе од кои јас се плашам да прозборам дека чекам да одидаме на Кодоши некаде. Таа клима општа која е создадена, значи се работи за отворање на еден демократски процес во кој ние треба да престанеме за различни мислења себе си да се цинкариме и да се Тоа е кодожиме. поентата. Јас мислам поинако од другиот, да го почитуваме мислењето и на другиот, а не да одиме да го оцрниме затоа што човекот мисли поинако. Тоа е Значи, за обичните, една- но за обичните професионалците луѓе. ние говориме Не. кој од нив ги злоупотребувал Да. податоците кои ги имал. Да, или ги Бачев кршел тврдеше- законските одредби. Бачев тврдеше Да. дека постоело досие 95-6 трансформација како се каде што се следени токму приватизацијата и ембаргото. Значи, тој тврди дека Црвенковски располагал со тоа досие. Значи, вие Изнесено е имате 98 тоа. сите детали, таму има едно чудо работи кои потоа тој што ги поседува тие информации може лесно да ги контролира тие луѓе. Тоа е тајн Или да центар биде толку. соучесник нивни Апсолутно. доколку не ги посочи ако биле криминални Порете, действијата. Положани? А јас не се слагам со ова полициска логика на екс раководителот таму дека полицијата Тоа е реалност. па видите докај отиде Путин со својата Видете Америка КГБ. каде? Со својата Америка ЦИА КГБ. раководи, видете каде? Од Спомнете единствен... Америка. Добро, Спомнете нема Америка. проблем. Ама сега Русија, спомнете Америка. Јас ве слушав. До каде отиде Путин на тој состанок со сите руски милиардери овие босови и кога им рече све правите само не се мешајте во политика. Овој грешниот Ходорковски се помеша, се почна да се меша таму и учи клавир таму. Тоа е треба на Македонија. Е, тоа сега што го кажете. И тоа тие донесоа толку регресивен закон, дури таму, оние што го споменуваат законот за лустрација и што ги обвинуваат тие соработници на полицијата или Кодоши, тоа се рачуна кривично дело таму кај ними. Е па сега, ајде сега да се фатиме за Русија. Нам ни требаат у сферата на тајните служби огромни реформи. Во нашата бесконечна транзиција тајните служби се света крава. Никогаш не се дирнати во овие 17 години. И се само репродуцираат. Нас ни требаат, па таму има се и се што. Секогаш една гарнитура е во сенка, кога нивните политичари се во опозиција и се менуваат. Ние имаме ситуација во која колеги или актуелни бивши колеги на господинот Бачев ги нудат своите услуги на политички партии. И тоа се случува од избори на избори. Значи, нас ни треба трансформација на тие служби, демократски механизми, службите да си ја вржат својата работа во рамките на строго утврдени Дали има демократски публиката прашање? Дали младите имаат прашање, ве молам? Да? Ајде да со младата студентка од Скопскиот универзитет, журнализам. Ајде побрзо малце, кај ви е младост? Јас сакам да прашам до кога ќе продолжиме ние да се расфрламе со едно зборче што го имаме средното многу од нас, само уречниците демократија во позадина ќе се следат некои што имаат различно политичко мислење од власта и дали ќе го зборуваме законот за лустрација се до тогаш додека не биде изфилтриран сосема, па вистинските Кодоши да бидат изоставени од него. И докога ќе оставиме да важи таа македонската приказна еден македонец војвода, двајца војвода и комита, тројца војвода, комита и Кодош. Добро. Може ли тука да влезам во дискусија? Петровски, најблиску сте до генерација.
Значи, ова прашање е дефинитивно на она линија која што мислам дека треба ние да ја уважиме како држава, ако сакаме да го заокружиме овој процес прецизно, и треба да има две поенти. Не може да се задржиме на лустрација која што ќе биде само во службите и тесна, која што ќе ги амнестира странските служби и општествените активисти, кои што ги има секаде од новинари до академици. И втора работа, ако биде широк тој процес и ако се расшири тој процес, дури тогаш, но праведно да се расшири, значи да не биде лов на вештерки, па сега не му се допаѓа на комисијата некој академик, па ќе го лустрираме, односно ќе го обвиниме неправедно. Значи, ако се утврди механизам кој што може фер и праведно да го прочисти системот, доаѓаме на втората поента. Да почнеме Македонија конечно да ја демократизираме, веќе во Македонија на вистина нема демократија, се следат млади луѓе, луѓе како вас, ако изразат политичко мислење, пред само 10 години им е водено досие за нарушување, односно обидување за насилна смена на уставниот поредок. Значи, мора да ја поврземе оваа борба на лустрацијата со борба за демократија и слобода на мислењето. Тие не се одвоени и затоа мислам дека македонската нација, при нација мислам на сите што живеат во Македонија, чека една катарза. Инаку сме сите доведени во ќош и се плашиме кој не гледа од лево или од десно. Костова, Руси? Бидејќи на почетокот говоревме како се давани имињата, нели? Еве земете, досието, односно штабот на ВМРО имал псевдоним Дувло. Значи, за тие структури од комунизмот, една опозициона партија со која ја неам заеднички точки, но ги асоцира на Дувло, значи мисли некој радикално поинакво од нив. Меѓутоа, кога неколкумина спомна соработници на странските разузнавачки служби. Да, окей, но мислам дека кога ќе споменат соработници на странски служби, се мисли веројатно на соседниве држави. Но во Македонија е прашање на престиж да се биде соработник на американската или британската служба. Тоа, таков печаток го добивам кај оние кои се залагаат за соработници на странски. Се мисли, ако е српската, бугарска, грчка, албанска, тука им завршува. Иако имам впечаток дека и странскиве служби не обучуваа нови луѓе, него си ги користеа овие што веќе беа обучени од УДБА и од КОС. И ја не знам како ние, која комисија би можела да докаже, ќе побара од странската служба да ги даде соработниците, како, не знам, еве, ние би го извеле во нормална поставка. Соработката на тајните служби... Иначе го поддржувам, ја не знам само како би го извеле. Костова, Србија најави дека ќе ги отвори досијата. Може меѓудржавна соработка да се... Филип, зборуваме за законска постапка. Меѓутоа, соработката меѓу тајните служби се детектираат врз некакви светски процеси, борба против тероризам. Ама дали ние ќе побараме од сите странски држави да ни ги дадат соработниците од Македонија? Јас таа процедура не ми е. Збор за соработници на служби кога се врзуваат за национални интереси. Станува збор за идеолошки соработници. Разбирам. А тоа води само према еден центар надвор од Македонија. Неколку луѓе веќе во јавноста побара, дајте да ги видиме, јас исто сакам тоа да се случи, но едноставно имам дилема во која процедура и како ние тоа би го извеле. Добро, дали има гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Се јавува анонимна гледачка од село Табановце. Емисијата ви е, господине Чомлевски, прекрасна, гостите исто така. Би сакала да го прашам Филип Петровски и така да кажам, асоцирам или како да се изразам на господјата Јадранка, не му е подметната дрогата на Филип, бидејќи тој и сам има дрога во фамилијата. Да го прашам кај се наоѓа брат му, мајката, а воедно и вујко му. Бидејќи вујко му и така е во фамилијата, има наркоманија и е должник на полицијата. Тоа цело јавно знае цела Македонија. Сакам одговор од Филип Петровски. Фала, пријатно. Добро, дали сте од Табановци или од центарот на Скопје, тоа тешко ќе можеме во овој момент да установиме, но Петровски, ја одговорите. Чомовски, има ли смисол да се одговори на вакво прашање? Ова е денунцирање, може би е нарачано од некоја служба. Видете, јас може се... Сакам да кажам, ете начини како се дискредитираат луѓе. Постојат служби, ако се прекршува законот, законот треба да биде применлив и за мене, и за вас, и за сите што се во моето обкружување. Добро вечер, добро, Јадранка, извини, добро вечер. Добро вечер. Да, повелете. Ало.
Ало, да, повелете. Добро вечер. Добро вечер. Во програма сум. Во програма сте. Јас сум еден стар затвореник, имам 86 години. Добро. Добро сега вие расправате за лустрацијата и све. А кој нашата младост ќе ни ја врати во тие млади години? Јас видете, сега екзодусот евреите му накнадија, оштета му платија овие во Требринка, ваму таму, а кој нас ќе ни плати шо бевне од 47 до 58 во тоа шо кршевне камени по Добол? Јас, например, колку мочка имам пиено, колку чотек имам јадено како магаето, да го топаш па да јади бочалки црнчина, разбирате. Кој сега мене ќе ми ја врати мојата младост, што ја осадо во Иблизово и во централен затвор, во Босна отидов 49-та, се вратим 51-та. Добро, благодарам многу. Поважани, благодарам многу. Сега кога го слушате овој искрен налет, дали и вие се прашувате кој ќе ви ја плати младоста? Јас не се прашувам многу за тоа, него ние за некои работи веќе сакаме од правен аспект да ги решиме. Ние понудивме предлог закон за некој вид компензација за времето поминато во затвор, но не е целта на материјалната компензација. Тука има многу луѓе веќе кои што се 70 или ево како човекот што рече 85 години стар, но нема 15 години основа работен стаж за да зема старосна пензија. Значи, за реализирање на нашите барања ние контактираме и со представници на Сдружение на македонци, политички затвореници македонци, нарочито со иницијатива на председателот на собранието. Ние реализиравме таков состанок, затоа ние му сме многу благодарни. Тој состанок беше многу креативен, ги разменавме предлог законите, двете страни, така да мислам дека на крај може и да излеземе со еден закон, а нашите закони се засновани на законите за обештетување на бивши политички затвореници, со законите на повеќе јужноевропски држави, нарочито многу прогресивен е хрватскиот, каде што двојно се надокнадува стажот, двојно се надокнадува материјално поминатото време во затвор, споредено со тогашната плата. Во Албанија има еден многу позитивен закон за надокнада на политички затвореници. Нема прав закон за лустрација, имаше, па дојдоа социјалистите, бившите комунисти на власт, пропадна све. Таму има едно позитивно решение. Политичките затвореници се поделија на 3 категории: стреляни, на кои што за време трајање од 8 години им се плаќа по $80 дневно. Потоа политички затвореници на кои дневница им се плаќа по $50 и нивни наследници. За нас не е многу важно не е важна материјалната надокнада, но за нас е важна еднаш и за секогаш од општеството да се тргнат тие структури кои што ја креираат таа политика, а нажалост таа политика и поврзаност на таа УДБА со МВР структурите и ден денес функционираат и се многу близко врзани, бидејќи иста е методологијата на работа. Поважани Костова, Бачев, Руси, Ачковска и Петровски се мои вечерашни гости. Оние што гледачи што сакаат да се јават понатаму нека бидат трпеливи. Поважани, го отвори прашањето на некакви искуства, како што велите во јужноевропските држави. Какви се искуствата на илустрацијата во земјите кои беа далеку за демократските процеси во Македонија, стигнаа во Европска унија, ги изведоа процесите на внатрешната кохерентност и демократизација, низ приказот на моите соработници, а потоа се враќаме во студиото. Црни листи на политичари, судии, новинари и нивните медиуми, компании. Првиот закон за откривање на доушниците, законот за лустрација, го донела Чешка во 1991 година. Со него на поранишните раководители на Комунистичката партија, членови и соработници на Народната милиција и на службите за безбедност, во рок од 5 години им било забрането да бидат избирани и именувани за носители на јавни функции. Подоцна важењето на законот било продолжено до 2002.
Сличен закон бил во сила и во Словачка. Лустрацијата во Чешка била мета на критики на бројни меѓународни фактори, со образложение дека представува дискриминација при вработувањето и воведување на колективна вина. Но во февруари годинава, првиот човек на чешкото МВР нареди повторна лустрација за сите високи официри и функционери во полицијата. Во 1994 закон за лустрација донесе Унгарија, следната година Албанија, а во 1997 законот беше донесен и во Полска и Романија. Според аналитичарите, лустративниот процес во некои од овие земји бил недоволно подготвен, дури и болен, што водел кон погрешна насока. Го посочуваат примерот со полскиот вице-премиер Јануш Томашевски, кој бил приморан да си даде оставка само затоа што бил повикан да се појави пред лустрацијскиот суд. Новиот полски закон стапи на сила крајот на февруари годинава. Според него, потврди дека не соработувале со специјалните служби покрај политичарите, треба да поднесат и новинарите родени пред 1972 година. Во речиси сите земји од Источна Европа, во комунистичкиот режим голем дел од досиеата биле фалсификувани од страна на индивидуалните агенти. Затоа се чести и случаите кога како соработници на комунистичките безбедносни сили се наведени лица кои воопшто не вршеле таква активност. Во Романија лустрацијата никогаш не се случи. Немаше ниту една судска пресуда. Причините лежат во фактот што голем дел од виновниците, блиски на тогашните безбедносни служби, сега се политичари и бизнисмени на високи функции. Во Бугарија законот за лустрација донесен во 1997. Подоцна е ревидиран од Уставниот суд, во смисла дека за да се обвини некој дека бил доушник во бившиот режим, треба да се обезбедат цврсти докази. За разлика од искуствата во источноевропските земји, лустрацијата во Словенија е оценета како позитивен пример. Во оваа земја се спроведе лустрација во судството. Во 1997 беше донесен закон за решавање на последиците од комунистичкиот режим. Така наречените кодоши се отстрануваат од функцијата доколку се докаже дека имале привилегирана врска со овој режим. Од западно-балканските земји од 2003 година закон за лустрација има во Србија, но не постои политичка волја за негова примена, додека пак во Хрватска и во Босна и Херцеговина ваков закон досега не е донесен. Има само еден момент. Има само едно Нескафе. Истрага на местото на злосторството. Нью Йорк. Секој сака да биде бизнисмен. Со новата понуда од Космофон Бизнис, 0 денари минута кон сите броеви во мрежата на Космофон, без дополнителна претплата. Космофон. Неодоливо забавни грицки. Ново од Бамби. Секогаш може уште. Још. Солени грицки. Природата не научи дека е потребно одредено време за да се постигнат вистинските резултати. Новиот Signal White System Naturals е паста за белење на заби со природни екстракти. За поубава, природна насмевка. Signal White System Naturals.
излезе од печат 4-томната Мијанова енциклопедија, општа и македонска. 2500 страници, повеќе од 32.000 одредници, 12.000 за македонски теми. За прв пат во светот и кај нас настани личности од древна Македонија до денес. Ризница на знаење за Македонија. 4-томна енциклопедија, општа и македонска. Мијан. Денес ништо не е како порано. За среќа... Кремаст, лесен и вкусен, едноставно се мачка. Мегле јогурт путер, Мегле за среќа. Ако сапунот со време се суши, тогаш замислете што може да и направи на вашата кожа. Но Дав е повеќе од сапун. Уникатната формула од 1/4 хидратантна крема, збогатена со најнежните тоници и помага на вашата кожа да задржи повеќе влажност. Ден за ден. Секојдневната хидратација е клучна за убавата кожа. А кој знае за хидратација подобро од Дав? Интересен филм. Баш за тајкуните секој беше. Ама и да го разбереме тоа до 90-та година. Забранет После филм. 90-та нели победила демократија. 2007. Ма нели победила Да бидеш здрав и весел се вика филмот. И накрај главната личност Драган Николич кажува милицаец кој истовремено и криминалец. Значи и накрај вика и днината е во мене на филмот и тој филм забране до ден денеска ние на продукција на тој филм. Сега замислете да успеале тоа да го направат. Добро, во програма сте. Доека вака малце му абетете, во програма не одведоа нашите реализатори. И прашањето кое Бачев го назначија тоа е дека одредена група на тајкуни или на посттранзицијските луѓе кои огромен капитал во Македонија имаат во своје раце благодарејќи на директните конекции со полицијата и со политичките лидери. Меѓутоа, има една абсурдност која деновија прочита дека владата предлага со лустрирањето, меѓу другото, да бидат опфатени и осудените за организиран криминал и така натаму. Што не ми изгледа логично во оваа ситуација на досијата, уште повише што деновија па прочитав слушнав еден абсурден податок од новиот председател на Републичкиот судски совет дека у Македонија само 60 предмети има за организиран криминал, стокмени во судиите и ние сакаме заради тоа да правиме башка судови, башка истражни оделенија. Значи, де факто треба да заборавиме и на тајкуните и на тој тип на организиран криминал. А што правиме со новинарите? Само да се надоврзам на ова, е уште еден прилог во мојата теза дека во оваа држава раководењето треба да го преземат професионалци од службата за државна безбедност. Бачев. Бачев, ако продолжите вака, имам две солуции. Или да ви избркам во студио зашто е тоа спротивно на моето обидување. Само ќе го видиме тоа што го рече Путин што го правил во Русија. Инаку нема да го видиме. А каде е Русија? Тоа е само потврда на тезата дека полицијата вас ви инфилтрира на политички функции за да развивате ова милитантна структура. Не инфилтрира полицијата. Ние се бориме со легални политички средства да дојдеме во позиција да ги средиме состојбите во државата. Која полиција се бори со легални политички средства? Не. Поранешни како вработни, сега што сме легалните кои се. Сега што сме легалните, многу добро. Да, што сме биле вработени во МОВР, што сме сега, што имаме, што тераме сега политички ангажман. Значи што ги знаеме состојбите и со тој политички ангажман, ако дојдеме да практикуваме некои работи како власт едно друго, тогаш ние гарантираме дека состојбите во оваа држава ќе цветат. И со Руси вика дека значаен дел од таа структура се продава на партиите со досијата. Сега ќе ви кажам, сега до тоа. Тие невладени организации најзначени што се во Македонија, тоа не е тајна, ја можам да тврдам, тоа се експозитори на странски разузнавачки служби. Тие невладени организации, тие направи едно чудо лоши работи за време на војната. Тоа се го кажете така, ти треба поименично да ги кажете. Еве сега ќе одам поименично. Јадран Кубово каже прегреска. Сега ние се свртаме на димензија. Дај да ги видиме соработниците и на така наречени западни служби. Не треба селективно да одиме сега. Еве ќе го кажам примерот една невладена организација Транспарентност. Имаше еден судир. Таму директно застанаа германската разузнавачка служба БНД за дамата и ЦИА за еден лобист косовски. Тоа беше судир во позадина на службите.
И тие невладени организации, немаме невладен сектор во Македонија. Тоа се експозитурни Од кај вие тоа знаете? Тоа го им гледам во белешки служби. Од кај вие тоа знаете дека стојат тие две служби која не сте активен? Врз база на некои мои претходни сознанија. И врз база на некои мои сега, па сега не сум вчерашен, имам канали некои во МВР. И тоа значи дека работи тој систем на кодешење надвор од треба да го и на разбиеме политичката работи. манипулација. Тоа треба сега вечерва предлагачот да не сослуша, да видиме доблес да ги вгради овие забелешки. Ако ние сакаме да го направиме тој процес, ние сите тука теоретизираме, мора да изработиме квалитетен закон. Квалитетен закон што ќе ги вметнеме тие сите категории, ако сакаме да ги илустрираме. Ако не, и понатаму ќе се остане тој систем. Ајде да бидам директен и груп, која би биле, на пример, прв полицаец или не дај Боже премиер со оваа милитантна позиција која имате, кого први би апселе? Јас гарантирам дека од овие тајкуни до сега ќе се најда неколку луѓе не во затвор како што се кажува, ќе се прави конфискација. Но јас верувам дека тој имот ќе им беше вратен на државата, ќе беше одземен. Има служба, и тоа не треба по судски постапки. Службата, државата, и си има своји механизми, си има фини методи, што да луѓе треба. Кој ги чува досијата на блокадите кои полицијата знам дека ги правеше во однос на тоа како се лиферуваа средствата, кои беа конекциите на српските служби во Македонија во однос на трансферите и така натаму. Кај се тие досија? Па еве кажав, со таа поделба на архивите, ние мора да барем тие досија да си ги вратиме. Вие убаво го спомнате ембаргото 92-а. Тоа беа експозитурите на државна безбедност и на Милошевиќ, што ги направат тие огромни профити. Тоа се беа соработници на КОС. И сега ние Нема да се кидате, мене ми паѓаат цели пунктови. И сега ние имаме легално право. Тие Виенски конвенции ни го дават тоа право да ја направиме поделба на тие архиви и таму ќе се види, таму е трагедијата на Македонија, во тие досија. Секој се види, сите тие соработници, сите капитал како е створено. Верувате дека Белград ќе ги достави тие ако тие луѓе ги има во Србија уште не пристапува кон илустрација. Србија има закон, не пристапува бидејќи Србија има закон донесено, али во мирување, али тргнувајќи од нивниот карактер, тие ако го отворат закон за илустрација ќе се потепат сами меѓу себе во Србија. За мене тешко таму да се отвори. А има закон, само не се прашањето Прашањето беше за новинарите. Ајде прво малце ние да се прочистиме како тројца новинари. Еве како новинари. Зар јас сум убеден и пред една година дадов една изјава додека беше другата гарнитура на власт и тогашниот министар го нарече моето толкување смешно. Јас тврдев дека во повеќето, особено пишувани медиуми, имате уредник кој е полицаец. И дека тоа го приметувам по објавување на текстови кои по синтаксата, по речникот се полициски, по стилот. Не случајно, кај нас да речеме Ел Масри во Добро. Ел Масри, случајот Ел Масри влезе во нашите медиуми како пофалба на нашите тајни служби, бидејќи тие ја уапсиле десната рака на водачот на Ал-Каеда во Македонија. Така влезе, кој афирмативен текст за нашите успешни тајни полицајци. Јадранка, дали се сеќаваш на чудесна изјава на Томислав Чокревски, екс-министерот за внатрешни работи, кој јавно кажа дека немојте да ме притискате, ќе отворам уста, ќе кажам кој од вас се соработници. За чудните полициско-новинарски спреги. Да, бракови. А тоа е тој период кога веќе спомнавме, нели, функционирала и тој затворен круг, значи бизнисмен дава пари, полиција плаќа новинари, тоа така иде и они си се поддржуваат. Што мислиш, кого плашеше тогаш Бранко Црвенковски? Кому плаќаше Абери од овој тип? Бидејќи тоа не беше на Чокревски така излетена изјава. А не знам, може би и да се излетал затоа што потоа се смири. Ние никогаш не го дотвори он тоа прашање до крај, го спомена, прати порака и замолче. Беше во исто време министар кој е отворено моето досие. Јас тоа го говорев, дека во тоа време нешто било лажно. Па значи нешто не е издржано, не е отидено до крај. Не, го спомена тогаш не го отвори, меѓутоа ниту кај новинарите јас гледам желба да се расчисти во своите кругови кои се тие кои ја правиле кариерата. Значи, за тоа некои примале пари по моите сознанија, значи јас го чекам законот ова да го одработи, инаку ако не, ќе треба ние да почнеме да ги отвараме тие работи. Значи, колеги кои примале пари за таа работа, колеги кои се форсирани на битни уреднички места, што би рекол Исо, препознаваш кај некои стилоти како функционира. Но ајде да видиме дали тоа ќе се направи така. Во Романија, таму, значи,
новинарите и издруженијата дигна една голема врева и бара нели да си ги расчистат редовите. Се покажа дека една голема ТВ звезда која дури ми ја символизирала револуцијата против Чаушеску, всушност предходно бил соработник на службата. И она што е многу интересно, тој потоа ќе признае дека го бил тоа. Ние слушнавме за полскиот бискуп, кој исто така призна. Каде се овде нашиве соработници? И за полскиот вице-премиер кој под притисок на јавноста призна исто така. Не, сакам да ви кажам дека и тоа е прочистување. Некој може би бил уценет, некој еве го направи, но јас не видов додека трае ова расправа, се слушна многу чудни, многу разни, дури и апсурдни некои аргументи зошто не треба, но не видовме некој, барем онака машки, да излезе и да рече, ете го правев тоа, и па и тоа е некое прочистување и олеснување. Јаданка, да даеме малце збор на младиве, повелите? Да имам само едно прашање, вака, која е причината за донесување на овој предлог закон? Дали тоа е за, нели, причина за да се подобри нешто ситуацијата кај граѓаните или па некој сака ова да го прави од тоа што сака на некого да му се одмазди? Кои се последиците и кога веќе спомнавте кај новинарите, што ако некој се наоѓа под закана на некој, еве да речеме на некоја поважна личност? Што тогаш, дали тој ќе може да го објави тоа или да оди некого да му се пожали? Што ќе се случи со него? Кога знае тој дека дали денес, дали утре или во наредниот месец тој ќе биде прогонуван и најверојатно убиен? Добро, повелете, положено. Па, јас мислам дека главна кошница за напредокот во ово општество се стариот менталитет и старите структури. А према она што го вели народот дека зајакот го ја има опашката како својот татко, јас дојдов до едно сознание, прибирајќи имена последниве 15 години. Тоа ми стана некаква мана или хоби, како да речам. И дојдов до заклучок дека 90% од денешни функционери, нарочито од гарнитурата на опозицијата, се синови на поранешни функционери. И претежно синови или черки или фамилија, и претежно се тоа... Ние ги викаме наше дете во наше дете, да. Деца на претежно јавни обвинители, војни, директори на служби за контраразузнавање, УБК, ДБК, МВР, деца на војни јавни обвинители, активисти, службеници на КОС и така натака. И не може да се менува менталитетот поради еден конкретен факт. Еден министер, кој што беше првиот во самостојна Македонија, без ресор, многу симпатичен со трегери и со една кратка брада, беше ангажиран да направи закон за денационализација. И он истакнува дека најважните совети ги земам од мојот татко, кој што има искуство во тој поглед, кој што го правил законот за колективизација. Сега, по старите генерации знаат сите кој е тој закон за колективизација и како им се одземал имотот и како се уништувале животи, луѓе, кариери, просперитети и така натака. Проблемот е во другите земји прво се изврши денационализација, па потоа приватизација, а овде се изврши прво приватизација, значи социјалистичките директори и тајкуни да можат да станат преку ноќ газди, а потоа овие граѓаниве на кои им биле одземани, 10 години трчаат по шалтери за да си вратат нешто што им било земено. Видите, на почетокот кога почна приватизацијата, работниците немаја достап до тие книгите, не знаеа колку се нивните акции и каквите си нивните акции. Мислам дека тоа е еден аспект, нема резон сега да го шириме аспектот на амбиентот. Околу причините, ако не се вградат се овие забелешки што ги кажуваме, мене ове повеќе ми мириса еден закон да донесеме повеќе по да им се додворуваме таму на тие бюрократи во Страсбур од Советот за Европа и да се наредиме во земјите, утре да мафтаме со закон, еве и ние сме во редот на земјите кои што не со таков закон. Ако остане ваков како што е, бидејќи тука има, сега не проговоривме за таа комисијата, многу битен моменте, што ќе ги илустрира луѓето, како што е предвидено во тој закон, таму ќе видите толку недоследности што таа комисија фактички се завршува околу неа. И сега кога ќе видите како тоа ќе функционира практично. Комисијата таму и се даде надлежности да се обреке до државната безбедност,
и да бара од неа податоци дали одредено лице е соработник или не е соработник. Јас се залагам, таа комисија мора да има истражни огласувања, мора да влезе во подрумите, во архивите и директно да ги отвори книгите. Ачка, што одговорите на студентите како универзитетски професор? Не, јас би се надоврзала за господинот Бачев. Се согласувам дека таа комисија тешко ќе ги добива, ќе има многу обструкции за да ги добие. Ужасни обструкции ќе има и како ќе функционира уште сега со подсомневање. Но да одговориме на младиот колега од новинарство, од правниот факултет. Тој изрази еден сомнеш, значи дали со ова лустрацијата ќе се врши одмазда. Мислам дека лустрацијата се носи со цел да се демократизира општеството. Значи да престанеме да се плашиме дека некој ќе не накаже или ќе бидеме казнети затоа што поинаку мислиме. Целта на самиот закон е тоа. Овој закон кој е сега во процедура е многу благ. Многу мала категорија луѓе, можеби на прсти ќе ги зброиме колку луѓе ќе бидат и смешно е. Значи носиме некој формално, носиме да се вклучиме во земјите кои донесле закон за лустрација. Значи мора тој закон да се прошири и една за секогаш ние македонците, мислам како нација, како граѓани на Македонија, да расчистиме со нашиот менталитет доушницки, цинкарошки, дека овај поинаку чека да го накажам и целата наша кариера или некој успех да го градиме врз база на грбот на некого дека сме му наштетиле некому. Петровски? Ово прашање е легитимно, но тоа ми се чини дека беше проширено во јавноста, токму да го надоврзам до претходната тема новинарите, бидејќи лично сум убеден дека добар дел од новинарите, најмалку до 98 година, беа не само новинари, туку и цели редакции, како на телевизии, така и на вестници, по директна контрола на овие служби или, ако сакате, на партијата која што тоталитарно ги разигруваше. И сега, во јавноста, кога се расшири мислењето дека треба да генерално превладува мислењето дека лустрацијата треба да се заврши како процес, од истите служби кои што имаат своји новинарски пера, лансираат една контратеза како да се заштитат дека можеби тоа ќе биде лов на вештерки или ќе биде недемократска мерка. Или рушење на државата. Или рушење на државата, нормално ако нив ги сметаме за држава и само нив. Многу е просто. Ако законското решение биде издржано, тоа ќе предвиди механизми да не биде злоупотребено. И со Руси? Јас би повторно. Очекувањата од овој закон, вака како што и Филип ги објаснува и Јадранка, се преголеми. Законот е многу дециден. Тој се обраќа на една категорија, претенденти на вршители на јавни функции, кои треба да потпишат дополнителна изјава. Тоа е добар закон, ако ја заврши таа работа. Значи, еден сегмент треба да уследи чекори, многу чекори после тоа. Тој чекор не е само во смисла на ширење на илустрацијата која може да се врши и цеховски по здруженија, бидејќи како ќе опфатите новинар во приватен вестник ако се однесува само на јавни функции. Тоа мора да се пречисти во секој, бидејќи нема трансформација на општеството без целосно негово прочистување. Да не говорам за сегментот што досега во овие 16-17 години воопшто не е искористен во соочувањето со минатото. Многу неправди направени во стариот систем. Овој нов транзиционен систем имаше можност да ги исправи, ниту една или 99% од тие неправди не се исчистени. Уште бедна во ситуација ако покрениме нешто такво да бидеме шиканирани, зашто сме покренале да се заштитат. Од новинарите нема да биде илустриран никој. 90% ако не треба да уследи. Чекор втор. 95% веќе освен македонска телевизија се во приватен сектор, така? Таму вика носители на јавни функции. Закон важи 5 години. Значи на секој новинар што знае дека бил кодош, доволно му е наредните 5 години да не пројави амбиции да биде носител на јавна функција, неговото кодошко минато се архивира. Па токму заради тоа мора да продолжи ни здруженијето, а не здруженијето да ми се јавува како апанажата на казната на Младенов да ја земе. Секој новинар со лиценца, без разлика во приватен. И го отвориме досието. Ние ги имаме искуствата, тоа го прават, сега и во Полска се прави, мислам на крајот на криштата, треба да гледаме малку и тоа што доцниме, па од друга страна може да е предност да ги видиме. Добрите, лошите страни на она низ што помина источноевропскиве земји, кои сега во полски романи втора фаза е. Сега во Полска... Нема, или ќе ја правиме, или нема да правиме. Добро. Инаку, околу одмаздава, за младиот студент што спомена дали одмазда, не.
Јас сметам дека тоа треба да влијае и поучно и превентивно. Дека они како млади студенти да знаат дека не се исплати денеска да си ги цинкариш твоите колеги затоа што имаат некаков политички став поинакви во оној, затоа што еден ден, можда и кога ќе станат возрастни луѓе, некој ќе ви го објави името. Добро. На крајот на криштата и во рамките на подготовките на емисијата за илустрација и дебата во ЧУМУ, со моите соработници направивме список на 10 новинари и политичари. Активни и поранешни. Новинари се разбира и во едната и во другата позиција. И морам да ви кажем скромно, сите 10 во почетокот прифатија да, се сведовме на крај на храбрите или, да речем условно, на одважноста на главниот одговорен уредник на Утрински вестник Карол Ризаов и на Борис Мејковски, директор на спортската сала Борис Трајковски, инаку еден од поранешните високи функционери на ВМРО ДПМН. Да ги чуеме нивните изјави. Се направи еден, би рекол, неповолен амбиент за еден таков закон и во оваа прилика би сакал да кажам дека тие дебати какви се завршија и сега треба да се пренесе енергијата и вниманието да законот што ќе го добиеме да биде што е можно поквалитетен, бидејќи тоа е веќе во процедура, нема враќање назад, да бидат неговите одредби што појасни и прецизни за да нема политички злоупотреби. Многу ми е жал што не ги користиме позитивните искуства од окружувањето што го имаме, односно од земјите на бивша Југославија, државите каде што имаше добри примери на како да се изведе лустрацијата. Јас би ја земал за пример на Словенија. Словенија не направи закон за лустрација, словенците се умни луѓе, тие сепак направи една тивка и елегантна лустрација, односно проучувајќи ги убаво досијаат и архивите, веднаш по независноста открија некои луѓе кои се огрешиле од законите, кои се огрешиле од своите кодекси, морални норми, етички принципи и предизвикале зла. Поентата е во тоа дека на Југославија, на Македонија ќе се направи во овој случај историска неправда ако се смести во истиот кош со државите на Источна Европа, каде што имавме диктатури. Значи, илустрација да, на еден, би рекол, словенечки начин, на еден елегантен начин, да се замолат некои луѓе што се огрешили, да не можат да ја вршат више, да се таа позиција, не можат да бидат судии со нарачани политички пресуди, не можат да бидат политичари со кариеристички подметнување на своите пријатели или не знам, други све зла какви што се нанесени. Сум лично уведен, доколкото е закон 90-та година се донесеше, односно со првиот македонски парламент, каде што јас бев пратеник, дека многу нешто во Република Македонија веќе ќе беа одамна променети, односно нема каскаме за другите држави. Зашто го зборувам? Најпред да имаме во предвид дека Република Македонија не по своја волја, не по волја на мнозинството на граѓаните во Република Македонија, во тој период има живеено во состав на СФРЈ, заменена вештачка творевина, и пред се тој притисок над граѓаните во Република Македонија, над македонскиот народ за тој период е токму еден допринос на таквите луѓе кои што би требало да излезат на површина токму со овој закон. Сега се поставя прашањето колку тие луѓе продолжат и понатаму пред се да бидат активни во политиката или на одговорни места и функции во државата, се поставува прашањето колку тие луѓе ќе можат да се излечат од канџите на нивните налагодавачи, за кои што во тој минат период работеле, ако еден режим си оправил своето, имајќи у предвид специфичноста и пред се комуникацијата и контактот на новинарите, а и оно што се нарекува од времето, нели, новинарството е на шестата сила, како да наречеме, сигурно дека биле големи интереси дека одредени разузнавачки служби да ги користат новинарите. Сега, колку ги има во Македонија и кои се тие луѓе, сигурно ќе покаже законот, доколку тој се биде во ред и се донесе. Јас сум Горан Панде. Нашата цел е успехот.
Да бидеме оригинални, препознатливи, единствени и своји. Да создадеме уникатен спортски идентитет. Нов изглед за македонскиот спорт. Сами креираме, сами избираме. Нашата цел е успех. Обој го успехот. Неверојатен попус во Хедис. Омекнувач вила. Добивате 50% повеќе за иста цена. Од сега, литар и половина концентрирано омекнувач вила за 119 денари. Дојдете во Хедис. Рено. Руно. Нено. Рину. Рено. Како и да го изговарате, Рено е. Кога растат, ништо не може да ги запре. Тоа е периодот кога им е потребно она што е најдобро за нив. Затоа им давате Рама. Бидејќи направена од сончогледово семе, содржи хранливи состојки што секојдневно му се потребни на вашето семејство. Рама. Добар почеток. Единствен ласерски центар во кој со голем успех се лекуваат сите типови на акни, лузни од акни и проширени пори, без последици, исклучиво со дерматолошки ласери од последната генерација, здобиени со прв FDA сертификат, за само 6 до 8 третмани максимум за 1 месец, без антибиотици и болни експресии, комплетен надзор на стручен тим од дерматолози и стручна соработка со гинеколог и ендокринолог. Дерма Медика. Ексклузивна понуда во Хотел Монтана. За великденските празници, тродневен аранжман за само 4500 денари. Поевтино и подобро не можете да си поминете ни дома. Желба е некому да му посакате здравје. Сега имате можност да подарите здравје. По повод 1 година постоење на Сара Вита, за сите верни купувачи во 2007, на секоја нарачана 6 Сара Вита добивате 1 гратис. Споделете здравје. Нарачајте Сара Вита на телефонот 02 30 89 438. Почувствувајте ја моќта на движењето со секој изминат километар со докажаниот Hyundai Tucson. Современ авантурист кој ќе ве заведе со својата издржливост и чувство за безбедност. Предизвиците нека ви станат достапни. Hyundai, drive your way. Друго е реално да информираш. Поштовани гледачи, во финишот сме на дебатата во која се обидуваме да извршиме на одреден начин еден притисок да се пробуди политичката и медиумската јавност околу тоа што би требало да биде конечно решение во законот за лустрација, односно на прочистување на досијата за идните функционери или креатори на јавното мислење. Сега сакам да ги прашам моите соговорници дали едно време имавме идеја дека идните шефови на држави, премиери и така натаму треба да ни даваат лекарски белешки, дали се здрави, читави, прави и така натаму. Сега овој процес на лустрација може да се да го доведе во релација дали политичкиот врв е чист, дали актуелниот политички врв кој контролира и финансиски мокрици и медиуми, како што вели Филип Петровски или владата исто така стравува дека може да дојде до комплетен распад на владеечките гарнитури или на опозицијските гарнитури преку законот за лустрација. Па обструкциите се тивки. Јачев? Ако може јас. Ево ми е и последна забелешка на законот, зошто е иземен политичкиот врв. И тука сега ова го доведам во контекст на досието на Филип, така пластично
Ќе образложам зошто не треба да биде иземена од лустрацијата политичкиот врв. 92 година, кога службата за државна безбедност ја сруши наменската влада на Клюсев и се формира првата политичка влада на Црвенковски, владата на Црвенковски донесе правила за организација и работа на службата за државна безбедност. Во тие правила легално се воведе линија македонски екстремизам. Тоа досие е водено во линија македонски екстремизам. Во тоа време таа линија беше перфидно контрола и оперативна обработка на ВМРО ДПМН. И сега, ако имаме ние легална основа, ја дури помалку ги обвинувам агентурата и соработниците на теренот, бидејќи имате легална линија во правилата македонски екстремизам да ги гоните идеолошките непријатели, владата ви го наредува тоа. И сега што е поинтересно, тие информации од белешките одеа кај тројца луѓе, кај председателот на државата, председателот на собранието и председателот на владата. И сега, ако тие уживале ги читале тие удбашки приказни, кои наредувале, која е логиката сега да не ги илустрираме нив, а обичните кодоши на теренот кои што биле обврзани, агентурата била обврзана да создава кодошка мрежа, јас за тие кодоши имам условно кажено некое олеснување. Еве господинот Положан е постар, нека каже 65 или 70 години од минатиот век да ја влезе удба дома и нека каже посочи еден да ја кажал марш надвор. А не верувам дека има еден таков. Еве нека посочи еден дали имало таков. Значи ја имам едно мало оправдување за тие луѓе. Значи сега клучно тука политичкиот врв не мора да го устрираме. Зошто да биде иземен од одговорноста кој тоа го наредувал да се прават вакви досија како на Филип и дури една пикантерија во тоа време тогаш најобработувана партија беше ВМРО ДПМН и Лјупчо Георгиевски. Лјупчо Георгиевски имаше обичај во текот на летниот период да ги прави сите тие бројни контакти со задграничните комитети и со МПО кои доаѓаа во татковината за време на летото. А нашите политичари во тоа време одмара во вилите во Охрид и дури еден од нив имаше, сега да не го именувам од тие тројцата врвни раководители, имаше посебна желба извештаите да му се доставуваат во Охрид во вилата. И сега он се сончел, уживал во тие удбашки приказни, а да нема нивна одговорност. За мене тоа мислам. Па тие и така не читаат дневен печат, така им беа поинтересни овие. И сега не се во закон. Добро, бачаме молам прашање. До новинарката Костова, што конкретно вие мислите, дали во нашата држава може да се формира еден стручен тим кој што би бил задолжен за да ги разгледува самите досиеа или подложни на санкциите од законот за лустрација и при тоа истите тие стручњаци да бидат апсолутно резистентни на било каков вид на манипулација од страна на некои повисоки центри на моќ? Човекот е кварлива роба, ја не мислам дека постои некој човек кој е резистентен на се. Значи, кога говориме дали ќе успее процесот, сомнечка и секој од нас може да постои. Ние и овие 17 години сме се зафатиле за многу работи, не ни успеале многу проекти, иако постојано се зборува за реформа и демократија. Значи, тоа што најмногу се зборува, да знаете дека тоа недостасува. Сега, што е мојата заложба? Законот предвидува формирање на комисија во собранието. Јас сакам да се анимира јавноста на крајот на криштата. Сите да извршиме некаков притисок, да дојдеме до што е можно, некој состав на луѓе кои сметаме дека ќе може да одговори на вакви обврски, бидејќи таа комисија навистина ќе има тешка и одговорна задача. Затоа е тука и собранието, но пред се јавноста, која ќе треба, например, доколку се случат одредени подметнувања, забегувања, да реагира, да притискаме. Значи, јас имам едно прашање. Лустрацијата не може да очекуваме дека ќе биде идеален процес, но да изградиме, тоа е и поентата на овој закон, да се ослободиме од тие мрежи, да создадеме нормален, здрав демократски амбиент и да притискаме секогаш кога ќе имаме некакви кршења на човекови права и забегување. Јадранка, зашто или и Соруси, или јас себе да се прашам, зашто, например, Сдруженијето на новинари апсолутно не се огласува, например, да даде поддршка или некаква иницијатива? И парите да ги земат од казната новинар што ќе ја даде, сега ќе заседава Сдруженијето на новинари. Па ова во една европска демократска држава би било смртната организација. Смрт за организацијата. А ние имаме... Не прашав само заради тоа. Не, велиш каде е. Па еве председателот, мојот колега драг, нели Роберт Поповски, даде изјава денеска за време, сега они да видат, да заседаваат дали казната од Фокус што ќе ја плател на Црвенковски, па за да ја земат биле во тешка криза. И ти очекуваш од некој што вака размислува дека ќе се огласи. Јас сакам едно друго прашање, многу деликатно да поставам. Сдруженија се огласија. Само еден момент. Ве молам, на крај, бидејќи сме ние
сепак следиме некои современи конекции на развој на информатичкото општество и така натаму. А го имаме тој синдром, ако не успееме да се илустрираме, да се прочистиме, може ли да ни се случи Бачев и сите бачевци и чомовци и било кои имаат досиеа, едноставно утре за утре да си играат на интернет и низ блоговите луѓето да ги бламираме или луѓето објективно да ги дискредитираме. Пак ќе се навратам. Значи, ако не ја направиме вистинска лустрацијата и ја извадиме Македонија од тоа дно, кој е 50 години, и натаму така ќе седиме 6 луѓе, 20 од нас ќе видат кодоши, нема да ги знаеме. Затоа мора и тоа да се истера до крај, јавно да се кажат, сега да не кажам тежок збор, да се жигосат, да се обелоденат, на јавноста, како што имаше, мислам дека во закон стои во службен весник, ќе одат тие објавувања, значи да се истера со сите нишани, така кажано народски, и да се расчисти со таа. Јас дури во предизборието во јуни месец кога пишував, ја начнав оваа тема, јас сум среќен сега што нели таа доби официјална форма преку собранието, дури таму се залагав за пошироки задачи. Покрај илустрацијата да се разбие тој таен центар кој што 15 години контролира се живо, без разлика дали е опозиција или во опозиција. ВМРО 2 пати беше на власт, некаде еве ја препишуваат владата на Клюсев дека била ВМРО-ска 91 и 98 2002. Ја тврдам дека ВМРО номинално беше на власт. Тој таен центар се живо контролираше во тој момент. Бидејќи Костов Петровски, дали е возможно владата да тактизира од страва дека може да се распадне коалицијата заради фактот дека прочистувањето ќе биде длабоко до некакви неизини инсталации? Ова е легитимно прашање. Она што се зборува веќе и скоро јавно, дека има пратеници кои што би биле зафатени со лустрацијата и дека има пратеници и во двата табора, но има пратеници кои што поддржуваат владата, а се зафатени со лустрацијата. Така што може би и реално да се заканува тоа и по владата. Меѓутоа јас не би се загрижил многу, доколку се лустрираат и владата, предпоставам со нови избори би можела да го дозаврши, да го прочисти процесот до крај. Но она што мене ме загрижува е дека најверојатно, тоа што се зборува, што го слушам, бидејќи сум многу заинтересиран за оваа тема, е дека овој процес ќе се гледа да се тактизира и да се успорува. Значи да се оди со поголема, подолга расправа на законот, па да се успори избирањето на комисијата и реално јас имам сомнеш дали можеме ние во Македонија да изведеме лустрацијата. Дали постојат луѓе, веќе треба во овој момент да замислиме која е таа комисија што треба да изведе лустрацијата. И доколку се прифати овој модел за кој што се залагаат по феќето да биде поширок, кој што ќе опфати повеќе државни структури и јавни личности, меѓу другото луѓе кои што се представуваат како стручни и без кои не може да функционира денеска ДБК, значи кои отварале досиеа на македонски екстремисти и бугарски врховисти, а денеска се стручњаци за тероризам, истите тие така се представуваат. Легитимно е да се прашаме реално дали може да дојде личност преку комисија да има доволен авторитет да тие луѓе ги оддалечи од нивното влијание во системот, како во службите, така и врз општеството. Тие ќе се спротивстават. Можно ли е да биде тактизирање од овој тип на Филип Петровски? Се е можно, јас овде не можам да исклучам ништо, дека барем од досега виденото во овие 17 години. Како што реков, првично ја поддржа фазата, втората исто сметам доколку не влезат, не се прошири овој круг, ќе бидам жесток противник. Мислам, лустрација само заради некаква форма која нема да заврши работа, ќе биде ново разочарување, како што ние ги имаме во сиве овие години. Меѓутоа, покрај сега овие сомневања дека има дека некој тактизира, да, но има пратеници, сега да не ги именувам, немам дозвола, но кои рекоа доколку не се прошири кругот за лустрирање или доколку не се направи потврда некоја лустрација, низ платен оглас ќе ги објавувам оние што јас ги имам досијата. Во овој контекст сакав да кажам, преска споменав на паузата на електронското издание на еден хрватски весник, necenzurирano.com, бидејќи морам да го споменам, така стои ако ги цитираме. Во јануари имаат покренато и тие декларација и бараат од
председателот, премиерот и председателот на Собрание на Хрватска во рок од 6 месеци да се донесе закон за лустрација, да се објават на интернет имињата на сите соработници на службите. Но она што мене ми беше многу занимливо, бараат во истиот период и антиолигархиски закон. Не разбрав што подразбираат по тој антиолигархиски, но бара доколку во рок од 6 месеци, тоа е некаде до месец јуни, не биде започната таа процедура и не се објават и имиња, дека они на својот веб-сайт ќе ги објават сите имиња на соработници и ги повикуваат граѓаните да се обраќаат до тоа е ова што јас се сомневам, на интернет блогови да почнува демистификацијата на кодошењето или ново кодошење. На ова електронско издание на овој магазин, или www.necenzurирано.com, постојат објавени се документите на УДБА за југословенската емиграција во странство. Јас, тоа е огромна, не знам колку страни беше, одев, наоѓав и луѓе од Македонија, од сите поранешни држави. Значи, очигледно, главниот уредник и составот редакцијскиот на тој весник има разни документи на ЦИА за распадот на Југославија. Така, ако почнеме, ќе се вратиме во Македонија, платени ликвидатори кои шетаа по светот, денеска се бизнисмени во Македонија. Не, Чомовски, сакам да кажам дека, еве, ова е Западниот Балкан. Говорам дека и во другиве, Хрватска, која е исто дел од Западен Балкан, се создава една таква клима и се притиска за носење на ваков закон и дека ние или ќе го направиме тоа како што треба, во нормална законска процедура со што поголема контрола на тој процес, или тоа ќе иде по овој. Инаку и Бачев изјави за Фокус дека ќе достави досија на 30 најкрупни кодочи до Собраниската комисија. Јас во моите колумни тоа го напишав, ќе го сочекаме законот, ќе ја видиме комисијата. Ние во Народно движење за Македонија имаме список, еве јавно го кажам, на 30 топ кодочи кои биле. Една мешавина на политичари, новинари и академици, врвните луѓе. Тие се битни, тие да ги види јавноста. Не ни требаат наш комшиските озборувања меѓу себе. И тоа еве ќе го повторам денес во Чуму, ние како Народно движење за Македонија ќе го објавиме. Ако не биде илустрацијата, со сите нишани. Ќе го држам за збор. Со сета одговорност за тоа. Положани, завршите? Ние како здружение имаме став. Законот да се прошири, комисијата да има поголеми овластувања и да се, тоа е предвидено и со предлог, законот има некои овластувања, не да бара, него да има увид. Во законот се вика не да бара, да има увид. Во досијата и на ОЗНА и на УДБА постојат тие, ние имаме некакви информации дека тие, иако голем број се уништени, прочистени од самиот факт дека и Андов е иницијатор на тој закон, тоа многу зборува за мене во негативна смисла, но сепак комисијата да има поголеми овластувања и заедно со законот за илустрација да оди и законот за обештетување на политички затвореници. Добро, поштовани гледачи, се разбира, никогаш не можете да затворите, но секогаш се обидувам да отвориме прашања кои би требало да бидат наметнати во јавноста. Ова е една од дилемите кои добива димензии на енигма. Каде Македонија ќе отиде? И воопшто, дали воопшто имаме подготвеност да го надминеме оној синдром на получекор и еднаш конечно да исчекориме малку посмело во внатрешната демократизација, за да видиме кој не водеше, кој не води и на каков начин ни ги сервираат политичките своји бескрупулозности како флоскули на владење дека оваа Македонија е водат во просперитет изминативе 17 години, а де факто видовте и гледаме каде сме и што сме. Следниот вторник, нова Чуму со нова тема. Пријатна вечер, се гледаме следниот вторник.